Добра вечер, вие сте на програмата на Телевизија Плюс. Во продолжение кратка најава за тоа што ќе го гледате во саботното издание на На градскиот плоштад во Куманово денеска министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски заедно со македонскиот полициски синдикат ја промовираше заедничката кампања МВР за граѓаните, заедница, доверба, одговорност. Полициското работење со заедницата значи градење на партнерство кое се базира на доверба меѓу полицијата и граѓаните, порачаа Спасовски и председателот на синдикатот Маријан Кицев. Кампањата почнува денеска во 8 градови во секторите за внатрешни работи, при што полицијата преку делење едукативен материјал и непосредни разговори со граѓаните од страна на полициски службеници ќе биде одблиску презентирана улогата на полицијата во заедницата. МВР за граѓаните, заедница, доверба, одговорност е кампања на Министерството за внатрешни работи и Македонскиот полициски синдикат која што почнува денеска од Куманово. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во присуство на дел од раководството на МВР, представници на Македонскиот полициски синдикат, локалниот совет за превенција и пратеници, промовирајќи ја заедничката кампања, истакна дека сите сериозни реформи и материјално-технички унапредувања кои се реализирале последниве неколку години во МВР се со цел градење на полиција која ќе биде вистински сервис на граѓаните и работното мото под кое МВР функционира е МВР за граѓаните. Преку оваа кампања која стартува денеска, насловена МВР за граѓаните, заедница, доверба и одговорност, ја реафирмираме пораката дека полицијата постои за да биде во служба на граѓаните, на заедницата, да креира побезбедни средини за граѓаните каде тие ќе се чувствуваат посигурно. Но и дека МВР е институција со кредибилитет и интегритет, со прецизно дефинирани механизми за нејзина контрола, како внатрешни, така и надворешни. Факт е дека граѓаните најдобро знаат со какви предизвици се соочуваат во заедницата во која живеат, а полицијата е секогаш првиот пријател во неволја, оттука заеднички работење меѓу полицијата и локалното население е круцијално за идентификување на проблемите, поставување на приоритети и решавање на современите предизвици на локалната заедница, поврзани со криминал, социјални и физички нарушувања. При тоа активно соработуваме со единиците на локална самоуправа, посебно локалните совети за превенција и советодавните групи на граѓаните, што ќе овозможи заедничка одговорност при решавање на проблемите. Продолжуваме да градиме полиција која ќе биде видлива и приемчива, полиција која ќе го познава малото и малото ќе ја препознава полицијата, ќе има слух за граѓаните и за нивните грижи, полиција која ќе одговори на потребите на заедницата, ќе ги ангажира и мобилизира граѓанските групи и ќе биде отчетна и транспарентна во своите активности. Досегашните напори беа наградени со висока доверба од страна на граѓаните, драстично зголемена од порано, а според нивните оценки полицијата стана една од трите најтранспарентни институции во државата, посочи министерот Спасовски. Така активната транспарентност на МВР од просечни 59% во 2016 година, во 2022 година достигна високи 91,7%, што представува скок за 32,2%, поминувајќи 3 нивоа од крајно затворена институција во многу добра активна транспарентност. Затоа и решиме да ја спроведеме оваа кампања по сите сектори за внатрешни работи во државата и на овој начин уште повеќе да ја доближиме полицијата до граѓаните преку концептот полицијата и граѓаните. А планската соработка придонесува за спречување на криминалот, при што резултатот е зголемена безбедност, подобар квалитет на живење, нешто што сите заедно го посакуваме. Председателот на Македонскиот полициски синдикат Маријан Кицев во своето обраќање истакна дека граѓаните најдобро ги знаат проблемите и предизвиците со кои што се соочуваат секојдневно во средините каде што живеат. Да се водиме од светските практики каде граѓаните имаат безпрекорна комуникација со полицијата и ги информираат за секое негативно поведение кое ќе го забележат во околината, рече Кицев.
Припадниците на полицијата и сите вработени во Министерството за внатрешни работи, како и вработените во останатите институции од безбедносниот сектор, се нашите мајки и татковци, браќа и сестри, другари и другарки, роднини и пријатели, комшии. Тоа се луѓе од нашето обкружување. Тоа се нашите сограѓани на кои државата им ја дала улогата и довербата да се грижат за нашата сигурност и безбедност. Полицајците ја имаат една од најтешките професии, бидејќи тие во исто време се и полицајци, и лекари, и пожарникари, и војници, и спасувачи, и заштитници, и адвокати, и советници, и психолози, и што уште не. Полицајците се нашите херои, кои што секојдневно покажуваат на дело како се сака нашата татковина и како се извршува службата која им е доверена. Исправени гордо пред браникот на нашата држава, ја манифестираат нивната човечност и саможртва, оставајќи пример за идните генерации, како се сака и почитува државата. Кампањата МВР за граѓаните заедница доверба одговорност започна денеска во 8 градови на секторите за внатрешни работи и ќе продолжи во следните 4 викенди низ поголем број од градовите во државата, при што полицијата преку делење едукативен материјал и непосредни разговори со граѓаните од страна на полициски службеници ќе биде одблиску презентирана улогата на полицијата во заедницата. Поради изградба на подвозник, утре предвидено е целосно затворање на дел од улицата Ѓорче Петров во Куманово. Затворањето ќе биде во недела од 7 до 16 часот, информираат од СВР Куманово. Оттаму апелираат до граѓаните да се почитуваат наредбите кои ќе ги даваат полициските службеници во дадениот временски период, стои во соопштението. Полицијата во Куманово работи на случајот за откривање на евентуалниот собственик на куќето кој нападна 8 лица, соопшти денеска министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, одговарајќи на новинарско прашање од нашата екипа. Тој порача дека надлежните органи, пред се локалната самоуправа, треба да преземат опсежни мерки за решавање на проблемот со бездомните куќиња. За подсетување, куче од расата азијат, тешко над 70 килограми, пред 2 недели во централното градско подрачје нападна и повреди 8 лица, од кои 4 беа деца. Откако беше заловено од службата на ветеринарно-сточарскиот центар Тодор Велков, анализите покажаа дека не се работи за бездомно куче, туку дека најверојатно расното куче има собственик иако не е микрочипирано, односно не е внесено во системот. 8 повредени лица побараа помош во болницата и го пријавија случајот во полицијата. Од друга страна пак, секторот за инспекциски надзор при општина Куманово покрена иницијатива за пронаоѓање на сопственикот на кучето до СВР Куманово. Тоа е сериозен проблем во однос на кучињата скитници и тука мора да се преземат опсежни мерки од страна на надлежните органи пред се на локалната самоуправа. И не смее да се остави да не се превземаат мерки и на тој начин да се доведеме во ризик. Како што исто така не смееме да дозволиме да имаме малтретирање, убиства на животни, исто така не смее да се дозволи ниту пак такви животни кои што не се згрижени ги напаѓаат граѓаните. Така да во тој дел работат колегите од секторот за внатрешни работи во Куманово и треба да се превземат сериозни мерки, не само против евентуалниот собственик, доколку се утврди дека тоа куче имало собственик, туку треба да се превземат сериозни мерки и за негрижата која што е спрема граѓаните на Куманово. Учениците од Државното средно училиште Регионален центар за стручно образование и обука Киро Бурнас од 7 до 13 март ја реализираа својата 4-та мобилност во Анталија, Турција, во рамките на проектот Go Green, Save the Blue. Учениците со своите професори имаа можност да стекнат нови знаења, искуства и пријателства преку бројни работилници, дебати, предавања и надпревари со своите партнери од Турција, Италија и Латвија. Темата на проектот е како да ја зачуваме животната средина и да го спречиме загадувањето на планетата. На ова поле учениците изработуваа повеќе постери, транспаренти, есеи, хамери, каде што ги ставаа своите идеи за зачувување на планетата Земја. На игралиштето во Општинското основно училиште во Караџиќ денеска се одигра второто коло од Општинската лига во футсал за 6-то и 7-то одделение.
Екипата на Крстем Истирков го победи тимот од Кочо Рацин. Толи Зордомис ја победи екипата на Бајрам Шабани. Училиштето Јероним Дерада беше подобро од браќа Миладиновци, а екипата на Магдалена Антова го победи тимот од Христијан Карпош. Повеќе информации од изјавата на Ивица Ѓорѓиевски, председател на Општинскиот сојуз на училишен спорт Куманово. Започна Лига систем на надпревари за 6 и 7 одделение. Минатата недела беше прво коло. Во Лига систем на надпревари учествуваат 9 основни училишта, од кои играат секој со секого. 2 месеци, значи секоја сабота ќе се одвиваат надпревари за 6 и 7 одделение. Лига систем на надпревари се одржува сега за 6 и 7, меѓутоа во иднина имаме намера да за сите спортови и тоа не само за 6 и 7, и за 8 и 9 направиме Лига систем на надпревари каде учениците почесто ќе се среќаваат покрај надпреварувачкиот дел, ќе има и социјализација на истите ученици, дружење, ќе се запознаваат меѓу себе, па на крај крајева и нашите граѓани ќе зборуваат за наши ученици, што е позитивно за градот Куманово. Ке има ли на крајот прогласување на најдобрите? На крајот од Лига систем на надпревари е планирано да има пехар кој ќе го озваничи ова општинска лига, така да покрај пехарот ќе се доделат и дипломи за секој ученик од прво, второ и трето место. И нормално ферплей екипа ќе се прогласи. Во иднина намераваме сите да ги вклучиме, па дури и екипи од приградските училишта, со тоа што ќе го збогатиме сето ова. 3 нови законски решенија ќе го стимулираат напредокот на средното, стручното образование и обука, како и образованието на возрастните. Нацрт верзиите се изготвени врз повеќе дискусии и организирани периодов, со засегнатите страни и во нив интегрирани се сите конструктивни забелешки. 2 од законите веќе беа објавени и на системот каде граѓаните дадоа своји сугестии и предлози за да се унапреди содржината пред испраќање во собранието. Наскоро и законот за средно образование ќе се објави на владиниот систем. Новите закони за средно и за стручно образование и обука првенствено треба да обезбедат повеќе права и можности за учениците, наставниците, стручните соработници и бизнис заедницата. Со истите се предвидува унапредување на практичната обука и концептот на дуално образование, кој има голема улога во поврзувањето на образовниот систем со пазарот на труд, а фокусот е ставен и на подигнување на степенот на инклузивност во формалното и неформалното образование. Новиот закон за образование на возрастните пак ќе го зајакне системот за валидација на неформалното учење, со што ќе им се овозможи стекнување на квалификации на повозрастните лица со ниско ниво на образование, кои имаат минимални или се без квалификации, со што пазарот на труд ќе се отвори и за нив и полесно ќе може да дојде до соодветен работен ангажман. Во продолжение вестите од Македонија. Се преземаат опсежни истражни мерки за расветлување на случајот со копање на подземен тунел од затвореници за организирано бегство од Идризова, порача денеска министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Сознанијата за активностите што биле преземани во затворите, како што рече, МВР ги имало околу 2 месеца. Се што спаѓа во тие истражни мерки, при тоа да може да се обезбедат докази, се работи во соработка со јавниот обвинител организиран криминал и секако дека тоа ќе биде еден случај обсежен во кој што секако треба да се докаже и учеството на вработените во затворските институции. Сознанијата за активностите кои што биле преземени во затворите ги имаме некаде околу 2 месеци и цело време се работи заедно со Управата за извршување на санкции, Агенцијата за национална безбедност и во тие рамки се подигна и степенот на обезбедување и во затворот и надвор од затворот. Знаете дека надлежно Министерството за правда и Управата за извршување на санкции, меѓутоа Министерството за внатрешни работи беше секојаш тука за да помогнеме и во тој дел да не се дозволи да се наруши безбедност.
Државниот санитарен и здравствен инспекторат, кој извршил вонреден инспекцијски надзор во Битолската клиничка болница по смртта на 6-годишното девојче, не констатирал недостатоци во рамки на нивните надлежности. Не се констатирани недостатоци во рамките на надлежноста на инспекторатот, се вели во соопштенијето од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, објавено на нивната веб страница. Телото на починатото дете е дадено на обдукција. Нови летови и нови авиолинии од домашните аеродроми се најавуваат во текот на летната сезона која започнува ноќеска на полноќ. Како што информираат од ТАФ, Луфтханза од 23 април ќе почне да лета на релација Франкфурт-Скопје-Франкфурт со 10 летови неделно. Нова дестинација Сплит ќе биде воведена од страна на Croatia Airlines од Скопскиот аеродром. Авиокомпанијата ќе лета меѓу главниот град на Северна Македонија и туристичкиот центар на Далмација во текот на летната сезона од 12 мај до 14 октомври годинава, 2 пати неделно. Што се однесува до Охридскиот аеродром, авиокомпанијата Air Serbia ја обновува линијата Белград-Охрид од јуни и ќе има 4 лета седмично. Од денеска на полноќ продолжуваат и вообичаените сезонски летови до туристичките дестинации во Турција и Египет. Според актуелниот ред на летање за Скопскиот аеродром, 20 авиокомпании сообраќаат до вкупно 44 дестинации, додека од Охридскиот аеродром сообраќаат 6 авиокомпании до 9 дестинации. Со гаснење на светилките во трајање од 1 час денеска ќе биде одбележан часот на планетата Земја. Милиони луѓе ширум светот во исто време символично во своите домови ќе го исклучат осветлувањето во знак на солидарност за планетата. Светилките ќе бидат изгаснати во периодот од 20 часот и 30 минути до 21 часот и 30 минути по локално време. Часот на планетата Земја е најголемата светска еколошка акција, која секоја година обединува милиони луѓе ширум светот. Во 2 часот по полноќ со поместување на стрелките за 1 час нанапред почнува летното сметање на времето. Тоа значи дека времето во 2 часот ќе се смета како 3. Одлуката за промена на времето од зимско во летно ја донесе владата на последната седница одржана на 21 овој месец. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно со максимална дневна температура која се искачи до 21 степен и минимална утринска која беше 6 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат променливо сончево време со температура која ќе се движи во интервал од 9 до 20 степени Целзиусови. Со најавата за топло и сончево време, екипата која го работи дневникот ви посакува пријатен викенд.